Добар ден, почитувани, ова е на новата Телма Амбуланта. Кога станува збор за здравието, ниту една тема не треба да биде табу тема. Многу лица со некаква сексуална дисфункција молчат за сопствениот проблем. Токму затоа во денешната Телма Амбуланта отворено зборуваме за сексуалното здравје и на каков начин сексуалниот живот влие врз човековото општо здравје. Во студиото гостинка ни е доктор Фросина Крстановска, интернист хематолог, сексолог. Ке погледнеме блок реклами, а веднаш потоа стартува разговорот во студиото на Телма. За сексуалното здравје во денешната Телма Амбуланта зборуваме со доктор Фросина Крстановска, интернист хематолог, сексолог. Добар ден, докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, благодарам на поканата, мило ми е што ќе позборуваме на оваа тема. Се надевам ќе им биде интересно на гледачите. Се разбира за отворени прашања. Секако оваа тема се смета за табу. Вие работите во Словенија воедно. Така. Како таму се реагира на овие теми? Дали се табу? И во Словенија сексуалноста е табу тема. Има доктори кои што исто како јас имаат завршено специализација за полова медицина, за сексуална медицина. Такви сме 6-7 со различни специјалности. Јас работам еднаш неделно во мојата амбуланта, инаку работам како интернист, хематолог. Секако и во врска со таа тема и го поврзувам едната специализација со другата специализација, така да и на моите пациенти им помагам на таа тема. Има пациенти? Пациенти има. Има, зашто све повише се зборува за тоа, се пишува во медиумите, се уште се смета дека сексуалната медицина е камасутра. Знаете како е? Во основа е сериозна наука. Јас завршив 2 години едукација, после завршен студij за психотерапија, се усмерив преку Европската организација за полова медицина и едукацијата траеше 2 години, со завршен испит во 2016 и тогаш се осмелив да почнам да работам самостојно. Освен што работите со пациенти лично во амбулантата, споменавте еднаш во неделата во Словенија. Така. Исто така дават одговори на прашања на читатели. Значи, ви пишуваат писма за своите проблеми и вие потоа одговарате. Да, се работи за весникот Дело, кој што во Словенија е еден од најреномираните весници. Еднаш неделно има додаток што се вика Она и во склоп на Она има прашања за сексолог на кои што одговарам, се разбира, за да им помогнам за своја промоција и таа традиција трае веќе 2 години. Стигаат многу писма? Да. Да. И кај нас имате понекогаш, по некоја амбуланта, каков интересот во Македонија? Во Македонија интересот можам да кажам дека е доста голем. Веројатно се должи тоа на самата организација која што ја нудат во Систина. И можам да кажам дека ако би доаѓала секоја недела би имала пациенти. Јас за жал можам дел од своето време да си одвојам еднаш на 2 месеци. И зашто најчесто зборувате, односно на што најчесто се жалат пациентите во Македонија? Дали се почесто мажи или пак жени? И какви проблеми обично имаат? Повеќето се мажи и доаѓаат и во парови. Главен проблем со кој што се среќаваат пациентиве, тоа се пациентите машка популација во главном за проблеми со ерекции, немање на полова желба, а женските исто така имаат своји проблеми. Знаете како е, проблемот во сексуалноста е проблем на парот. Секако, ако се работи за некоја тајна врска, тогаш мора да се посветам на конкретниот проблем. Тоа е еден психотерапеутски процес во кој што работиме директно на проблемот, се преземаат специфични мерки. Таквите пациенти се обично прегледани од уролог, односно од гинеколог и се напотени кај мене да работиме на конкретен проблем. Пример, проблем со преранизлив, проблем со ерекција, проблем со вагинизам кај жените. Бидејќи и мажите и жените имаат одредени сексуални дисфункции, но за женските проблеми поретко се зборува, јас ќе започнам со жените. Колку често се случува тие да не го доживуваат своето тело како извор на задоволство? Ние жените сме чудни битија, сме повише комплицирани во однос на мажите, затоа што вика дека мажите во сексот се повеќе сами на себе ориентирани, кај жените сексот е поврзан со самиот партнерски однос, зависен од контекстот во кој што се случува и има некако повеќе слоеви. Жените своето тело го доживуваат на начин да
знаете, кај жените желбата не мора секогаш да е спонтана. Жените може да си дозволат да во сексот се самите даваат иницијатива или ако имаат проблем да се препуштат, да желбата на еден начин е инициирана. Јас на самите пациенти им велам, знаете, не мора од почетокот да имате чувство на пеперутки во стомакот. Препуштете се на партнерот, прво да се случи процесот на влажење, на возбуда, па дури тогаш се јавува сексуална желба, што значи дека оргазмот не е крајна цел, може да биде да се сретнат негдека на половина пат, сепак задоволството да постои. Но има жени кои што тврдат дека никогаш не доживеале тоа е оргазам. вистина. И во литературата е опишано дека 30% од жените не доживеале оргазам. Секако тука спаѓаат и жени... Тоа не е мал процент воопшто, 30%. Не е мал процент. Секако тука се преклопува со оној дел што доживуваат оргазам само со мастурбација или со стимулација на клиторис. Зашто знаете сега во современо време не разликуваме вагинален и клиторисен оргазам, тоа е едно исто. Тоа е исто? Так, нема разлика? Нема разлика. Значи нема простор за да се размислува за некаков проблем? Така. Помемно е да се дојде до крајната цел без оглед на начинот и средствата. Жените отворено зборуваат за овој проблем? Да, жените зборуваат отворено за овој проблем, зашто знаете, жените покасно почнуваат со мастурбација во однос на машкиот пол. Секако сега со секс се почнува многу рано. Можам да ви кажам дека една студија во Словенија направена дека прв полов однос е на 15 години, што значи дека границите се многу симнати. Да, многу се симнати граници, што значи дека е многу битна таа едукација која што се изведува, не на начин да се учи за сексуалноста од порно, да се учи од прав извор, може би и во самиот школски систем на начин што се учи за сексуалноста е на ниво на биологија. Тоа не е доволно. Дали за квалитетен сексуален однос, за сексуален чин и за комплетно задоволство кај жената е важна големината на машкиот полов орган? Такво прашање добив и да одговарам и по интернет. Знаете, тоа е многу битна големината, нели така се мисли. Во основа тоа е мит, зашто женската вагина е растеглив мускулен орган кој што може да прими пенис од секаква големина. Многу е битна техниката. И никако не можеме да кажеме дека ако пенисот е мал, нема да пружи задоволство. Секако постојат некои мерки, граници во кои што се движи колку е просечна вредност на пенисот или помал или поголем, многу е битна техниката. А каква е тука нови простори просечната големина, докторке? Бидејќи ве прашам ова бидејќи младите, па и возрастните, има луѓе кои што гледаат порно филмови, добиваат нереални очекувања. Така. Или доаѓа нереални критериуми. Така. Или доаѓа млад човек и уште на врата вели докторке, јас имам микропенис. И мислам, самото прашање е така поставено на начин да тој е убеден дека пенисот е мал, во основа тоа нема некоја врска со начинот на самата полова активност и начинот на... Сега имаше едно предавање од Интернационалното здружение за полова медицина на начин кои се нормите во сексологијата. Знаете, норми не постојат. Може да се земе некоја средна вредност во анатомската големина, рецимо ако пенисот во нормална состојба што без да е еректиран е 9 сантиметри, и ако во ерекција стига негдека до 13, то би биле некои граници во кои би се движеле, што не значи дека тие што имаат помалку, односно повише, се големи отстапувања. Секако дека многу на еден начин е битна техниката. Значи клучна е техниката, тоа да заклучиме. Стимулацијата. Јас секогаш и со кој ќе работам со парови зборувам за стимулација. Ниту виаграта не делува ако нема стимулација. А дали големината на машкиот полов орган игра некаква улога во потенцијата кај него? Знаете, кој ќе се каже зборот потенција, се мисли на ерекција, нели? На ерекцијата. Докажано е дека екстремно големи полови органи, кај што се пример кај црната раса, доведуваат до тоа да не може да се постигне она втора фаза на ерекција, што викаме hard erection. Првата фаза е ерекција и ерекција, да речеме, тврда како камен, за да се овозможи половиот однос, што значи дека таа големина, мислам, должина, ако е екстремно долга, тогаш ерекцијата не може да биде на начин да биде многу тврда. Значи, на некаков начин влие, но проблематично. Но проблематично, не на позитивно, на негативно, напротив, да. Така. А што се смета за импотенција кај мажа, сексуален проблем?
за Знаете сексуална како, дисфункција. Проблемот импотенција. Еректилна дисфункција, се извинувам, тој термин сега се користи. Сега се користи, баш сакав да ве поправам. Импотенција порано се сметало за се што спаѓа проблеми со ерекцијата. Проблемите со ерекција се сметаат сите проблеми, дали се од телесна природа, дали се психична или се комбинирани. Може да бидат предизвикани од фактор васкуларен, значи да се проблем крвните садови, атеросклерозата. Може да е проблем од хормонален, да нема тестостерон, ерекцијата се намалува. Може проблемот да е невролошки, може проблемот да е од самиот пенис, да има проблеми во венскиот лик, или проблемите се најчесто комбинирани. А како се утврдува дали проблемот е органски или пак не? Дали секој пациент најнапред кога ќе се јави со еректилна дисфункција се смета за пациент со потенцијална болест на срцето, да речеме, болест на крвните садови? Ако има некои други фактори кои што зборуваат дека пациентот би имал атеросклероза, пример шеќер долги години, покачен крвен притисок, дебелина, пушење, сето тоа, и ако пациентот е после 50 години, еректилната дисфункција може да биде прв знак на некој процес на атеросклероза што се развива. Дури викаат, добро е да добиеш еректилна дисфункција за да го спасиш мозокот и срцето. Направена е една студија Кобра уште пред 20 години, е докажано дека артериите на пенисот се 2 мм, артериите на срцето се поголеми, што значи дека прво се затвараат артериите на пенисот и се појавува еректилна дисфункција, дури тек после 2 години во студијата докажале дека таквите луѓе ќе добијат симптом на ангина пекторис, односно на срцев инфаркт. Што значи имале среќа што првиот симптом била еректилна дисфункција и тоа се покажало на начин да се третира, односно да се лекува. Но доколку се зафатени со атеросклероза крвните садови на пенисот, дали е тоа траен проблем или може да се реши? Проблемот не е траен, може да се подобри, но не може секако до комплетно излекување да дојде. Многу влијае висината на маснотите во крвта, шеќерот регулиран или не, зашто тога се зафатени и додатно и нервите, кај шеќерна болест, и тогаш проблемот со ерекција е многу повеќе изразен. Ајде да проговориме за уште некои, што се спаѓа во еректилна дисфункција, односно проблем со ерекцијата. Доколку има прерана ејакулација или пак предоцна ејакулација за време на сексуалниот чин, дали е тоа проблем? Тоа се 3 различни диагнози, 3 различни проблеми на кои се работи. Така да не мислам, може да се комбинирани, да се јави проблем со ерекција и прерана ејакулација. Терапијата за секој тие проблеми е различна. Дури вежбите, што ги препорачувам, морам да кажам дека јас како психотерапеут, пациентите добиваат вежби од когнитивно-бихевиорална терапија да работат. Што тоа значи? Тоа значи дека конкретно се работи на проблемот. Дали се тоа вежби со мастурбација, што треба да ги прават дома со партнерката, дали се тоа вежби сензейт фокус, тоа се најпознати техники во сексологијата што им се припишуваат на пациентите за повторно да воспостават интимност со жената. Знаете, кои ќе слушат вежби, пациентите мислат дека вежби ќе прават во амбулантата. Во основа тие работат вежби дома, си запишуваат дневник, ги донесуваат своите впечатоци, секако се предпишуваат и лекови. Како сексолог предпишувам и лекови од групата за воспоставување на ерекција. За тестостерон предпишување ги праќам кај ендокринолог. Постојат и лекови за прерана ејакулација. Значи тоа може да се реши? Да. Најтежок проблем што се решава е проблемот со задоцната ејакулација. Обично тогаш знае да биде проблем кога паровите сакат да имаат деца, парот мислам. И во тој случај всушност се соочуваат со сериозен животен проблем, би се рекло, така? Не викам дека проблемот со сексуална медицина може да ги реши сите проблеми успешно 100%. Студиите покажуваат дека успешноста е 80%, ама добро е секогаш да се комбинира лекови со психотерапија, зашто секогаш проблемот има една психична компонента. Еве дојдовме до тој момент, колку често еден неуспех кај мажот доведува до еректилна дисфункција. Така. Знаете како е, тука се воспоставува еден круг, сега не можам, наредниот пат кој ќе пробам, дали ќе бидам успешен, се вклучува еден дел од човечкиот нервен систем што се вика симпатикус, кој што доведува да крвните садови ќе се стиснат, што значи повторно нема реакција и повторно мажот се наоѓа во една незгодна ситуација да повторно нема ерекција и таков неуспех се повторува еднаш, 2 пати, 3 пати и доаѓаме до диагноза во сексологијата што се вика performance anxiety или страф од настапување. Обично се тоа млади луѓе
што се здрави, имаат утринска ерекција, може да постигнат ерекција со мастурбација, не се на терапија. Кај нив е изразена таа анксиозност, а не тој страф како ќе биде и што ќе биде, тие се исклучиво концентрирани на пенисот, што секако после тоа доведува до неуспех. Моја задача како сексолог и обично кои ќе доаѓаат со проблем е да ја вратат само довербата, да повторно стекнат рутина да имаат ерекција и да се успешни. Дали при диагностиката на проблемот е важна утринската ерекција? Утринската ерекција на некој начин ни кажува дека машинеријата делува, дека пенисот... Да. И се предпоставува дека кај мажот во тек на ноќта, посебно во таа рем фаза на спиење, 2 до 3 пати се случува таа ерекција, која што е видна, тоа не е секој ден. И за намен на студии, дури постои посебен апарат што се става на пенисот и тие ерекции се бележат. А вака и така гледаат самите се во текот на сон тие не би можеле да ја почувствуваат. Да ја почувствуваат, ама тоа се прави само за студиски цели, не но во диагностичка цел тоа исто. Барат од пациентот да ви потврди дали имал навечер ерекција, утринска ерекција. Првото прашање кај сексолог и кај уролог секако е дали имате утринска ерекција. Тоа кажува на некој начин дека тој фактор свеста, подзавеста е исклучена и тогаш се случува спонтано, што значи дека крвотокот делува спонтано, делува природата. Во кој случај препишувате некаков лек кај пациентите? Како што е тестостеронот? Ќе започнеме од тука. Односно, споминавте дека ги препраќате во тој случај пациентите кај ендокринолог или пак уролог. Како се проценува дека тестостерон треба да примаат пациентите? Се прават лабораториски тестови на сабајле, се одредува вкупен тестостерон и слободен тестостерон, што значи дека пациентите кои ќе дадат крв точно се гледа кој дефицит на тестостеронот е. Зашто не само недостатокот на тестостерон да влие на ерекција, се губи и самата полова желба и се јавуваат промени кај организмот, се јавува дебелење, депресивно однесување, пораст на телесната тежа, така да. Знаете, сите оние проблеми што помалку се случуваат со старење. Знаеме дека тестостеронот со староста, после до одредена возраст кај мажите, исто се јавува андропауза и причина за неја е, една од причините е намалувањето на тестостеронот, што се случува природно. На таков начин мажите се подмладуваат и во однос на сексуалниот живот? Не, тестостеронот не е чудежен лек, тестостеронот се дава контролирано само за случаи кога е докажана секундарна хипотестостеронемија и не би требало да се користи без контрола на лекар, зашто има многу несакани дејства, може да предизвика срцев инфаркт, може да предизвика акни, обраснато со влакна и не би го препорачала без контрола на доктор. Исклучиво да се прави со лабораториска контрола. Не по интернет да се нарача тестостерон и да се дава. Знаете, лекот тестостерон се дава и кај жените, зашто и кај нив има влијание на половата желба. И порано имаше во Европа, им препишувавме на пациентите оние налепки со тестостерон. И сега е голем тренд, мода, да се препорачува тестостеронот како чудежно средство за вечна младост. Секако тоа не е така и мора да биде под контрола на ендокринолог. Советувате во случај кога жените апсолутно немаат желба за секс да користат тестостерон? Секако под контрола на лекар, ендокринолог? Знаете како, обично пред 3-4 години имаше тенденција да им предпишуваме женска виагра. Постои женска виагра, таблетите се флибансерин, но се покажа дека немаат некој ефект, само 30% од жените што се во предменопауза можат да земат таква таблета за зголемување на полова желба, имаат несакани дејства и не се препорачува. А дали виаграта која што е наменета за мажите има несакани дејства? Мислите кај мажите? Воопшто, бидејќи се случува виагра да земаат и мажите и жените. Жените земаат виагра. Има некаков ефект кај жените виаграта наменета за мажи? На начин само да зголемува крвоток и се препорачува само како додаток кај жени кои што немаат сексуална желба, а се на антидепресиви. А кај мажите секако
предизвикува снижување на крвниот притисок. Не сме да го земаат пациенти што се срцеви болни, што се после инфаркт, што се со ангина пекторис, кои што земаат препарати, што ги викаме нитропрепарати, така да виаграта без консултација со доктор никако не е чудесно средство. Нови простори слушнав дека купуваат масовно и потребуваат камагра. Тоа исто таков препарат што делува како виаграта и не би препорачала да се зема така на своја рака, затоа што знаеме дека можни се и смртни случаи. Но кај оние кои што се здрави, кои што немаат таков проблем, ќе им го подобри сексуалниот живот, сексуалната моќ, потенцијата, ерекцијата ќе се подобри под услов да се користи правилно. Што значи тоа правилно? Правилно да се зема 1 сат пред пречекуваниот сексуален однос, да не се зема виаграта со храна, да не се очекува дека ќе се појави ерекција без стимулација. Стимулацијата е примарна. Да се зема во доволно голема доза. Макар да сега во последно време се препорачува употреба на таблети кои што се зимаат секој ден од истата група и на таков начин се овозможува спонтаност, а нели? Да не се зема директно пред полов однос, него се зима секој ден по 5 до 10 милиграми од препаратот Тадалафил и тогаш пенисот е поосетлив, посензитивен и кој ќе доживее стимулација, би требало да има и ерекција. А дали ерекција ќе се постигне со помош на ние средства што се на растителна база, бидејќи ги има навистина широка лепеза на производи? Знаете како, може да се постигне, дури ако делува во како плацебо. Јас мислам дека важно да се постигне. Важно да се постигне на еден или друг начин. Знаете како, машките се визуални битија. Тие делуваат на слика, на допир. Како што се старе мажо, така му е потребна подолга стимулација да се воспостави ерекција. И еднаш кој ќе доживеат оргазм, тој период на резолуција, значи им треба одмор за да повторно постигнат ерекција. Тоа е некако на филм кој ќе гледаме дека имаат секс цела ноќ и можат по 5 пати. Тоа во природата не се случува така. Мора да имаат некои реални желби, односно реални очекувања што би можело да се случи. Ајде да зборуваме за реалните очекувања. Колку време би требало да трае еден сексуален однос? Знаете, што е нормално посакувано? Што е прекратко, што е предолго? Јас пак ќе тргнем од научна основа и од студии. Може да се измери времето откако пенисот ќе влезе во вагината до времето на ејакулација. Тоа време се измерено и обично трае од 3 до 5 минути. Некои може да издржат и 45 минути, ама тоа се од 2 до 45. Постојат популации каде што времето до ејакулација е 3 минути. Некои тоа го сметаат за голема машкост, нели? Јас сум вака маш и можам одма да се вршам. А кај некои популации, односно нации, се очекува тоа да трае подолго време. Просечно е 5 минути. А колку пати во неделата би требало да се практикува сексуален однос за да бидеме здрави, бидејќи се почесто читаме дека многу позитивно влијае сексот врз здравието? Секако дека влијае не само за физичко задоволство, психичко, некогаш луѓето имаат сексуален однос за да го задржат партнерот, некогаш за да имаат лична корист. Знаете, опишани се многу причини за да имаме секс. И што би било нормално, баш го цитирам последниот семинар од Европската организација, и вика дека е тоа правило на осмици. 8% од луѓето имаат само еден секс во годината, 18% немаат воопшто. Воопшто? 18%? Да, 28% имаат еднаш месечно. 40% имаат еднаш или повеќе пати во неделата, само 6% имаат повише од 4 пати неделно. Што значи дека таа граница на колку е нормално, односно колку е причакувано е многу индивидуално и растегливо, зашто не постојат норми. Она што на мене ми одговара, можеби вас не ви одговара. И сите тие фактори да ви причинува задоволство, да не ве повредува, да е во, мислам, сите страни да се задоволни, нели? Норма не постои во сексологијата. Значи норма не постои, тоа е добро да се знае. А докторке, зошто вела дека редовниот секс е добар за здравието? И во вие 6% предпоставувам дека се исклучително здрави.
Идеал колку ще треба тежиме. Знаете како е модерниот начин на живот и можеби и старењето и се придонесува до тоа да можеби немаме време колку што би сакале да се посветиме на сексот. Здраво е не само здраво затоа што сексот не влие само на нашите хормони, со редовна сексуална се лачат ендорфини, се намалува прагот за болка, се намалува мускулната тензија, се лачи окситоцин, кој што влие да партнерите меѓу себе се поврзат, затоа и се појавува тој феномен на спиење после сексот. Што значи дека дури и мастурбацијата како процес ги има истите тие позитивни ефекти како што ги има и сексот. Секако едно со друго се надополнува и едно и друго е природно на начин да не се претерува. Дали е точно дека луѓето кога ќе стапат во брак имаат поретко сексуални односи отколку пред тоа? А мислите кој ќе помине фазата на меден месец? Да. Па веројатно да, затоа што се случуваат други активности, се раѓа дете, секако е тоа намалено. Меѓутоа, треба да тежнееме код тоа да се одржува активноста на начин како што била и порано. Погрешно е мислењето дека сексот се случува спонтано. Ние како терапеути препорачуваме сексот да е планиран на начин да се огнот на љубовта се одржува и понатака. Не дека ќе се препише во вторник и во петок. Како терапија. Како терапија. Ама битно е на тоа да се мисли, зашто секако со обврските и со начинот на живот, секако тоа оддалечување се случува. Значи потребна иницијатива, но нешто што е интересно и невообичаено што го прочитав е дека младите се помалку имаат сексуален однос, како во партнерските врски, така и откако ќе стапат во брак. Зошто е тоа така? Го забележувам во својата амбуланта. Мислам дека и сега процесот на изолација со короната придонесе до тоа да се наоѓаме во некој виртуелен свет, односно врски што се на интернет, со секстинг, со други активности. Таму го наоѓаат задоволството? Да. Тоа е еден вид на знаете како, ако не излезам во друштво, можем да си платам и да си дозволам секс. Дури сега последно време слушаме на конгресите дека се измислени посебни сексуални роботи за секс, кои што ги нудат истите задоволства, движења, влажност како жената. Мислам дека емоциите и чувствата се тие што се ненадомесливи и не можат интимноста да се замени со некоја рутина. Многу е битно во сексуалноста, тоа го потенцирам и во својата амбуланта, да партнерите меѓу себе имаат процес на диференцијација, значи да го задржат своето јас, својата активност и своето начин на живење и мислење. Зашто ако настане фузија и ако сме секогаш едно, секогаш едно и нисто, тогаш настапува процес на досада и замарање. И се губи огнот на сексот. Јас во својата амбуланта баш во Словенија имаат обичај да кажат мојата мама, не вели мојата партнерка или мојата жена, мојата мама. Таа е мама на вашите деца, но за вас секогаш мора да биде некое сексуално битие што ве привлекува, зашто ако е мама во улога на мама, таа е само на децата, нели? Така. Ќе се задржам уште малку на младите кои што значи прибегнуваат кон гледање порнодржини на интернет и практикуваат самозадоволување. Нормално е самозадоволувањето во толкава количини на таков начин? Знаете како, за све има некоја мерка, така американците викаат дека самозадоволување 3 до 5 пати неделно. Меѓутоа, науката вели дека само задоволувањето може да се прави, мислам, потребно е да се прави, меѓутоа не на начин да ни предизвикува стрес и тоа да не отргнува од нашите секојдневни активности. Зашто ако само обсесивно се прави дење и ноќе, знаете, луѓето трошат пари на порно сајтови, на платен секс, ви велам во граници на нешто што не прави штета. Сте сретнали екстремни случаи кога немаат партнер со години поради ваквите навики? Да. Да проговориме малку и за повозрастните. Обично младите сметаат дека нивните родители или пак бабите и дедовците едноставно немаат сексуален живот. До која возраст
всушност може нормално да се практикува? Има ли период од животот кога поради менопауза или пак андропауза кај мажот едноставно се намалува жилбата, пак, но и самата потенција? Или тоа не е оди така? Знаете како, ако има добро здравје во смисла на добра телесна очуваност, присутен партнер, уредено социјално движење, односно врски, сексуалноста може да се растегне дури до 80-85 години. Навистина? Да. Секако многу е битна желбата, многу е битно околината во која се живее, зашто феноменот на вдовец, односно кој ќе се остане сам, веројатно и можностите се намалуваат. Меѓутоа, ако човекот е фит, ако е телесно здрав, ако има можности, зошто да не? Тоа е на еден начин, но квалитет на животот што го држува до доцната старост. На таа возраст на мажите ќе биде потребна виагра? Секако. А што е со жените како што се јавува вагинална сувост? Има жени што порано влегуваат во менопауза, па потоа сексот им е незадоволство, бидејќи чувствуваат болка. Секако може да се помогне. Сега светот е така на дланка да може да се најде и во аптека и на интернет лубриканти, навлажувачи што се употребуваат на база на хиалуронска киселина 2 до 3 пати неделно. Во Словенија предпишуваме крема на база на аргинин, која што исто така помага за влажноста. Секако треба да се праши гинеколого дали се тие кандидати за терапија, локална естрогенска терапија, која што исто така може да помогне. И знаеме дека во поново време се рекламираат различни ласер терапии, радиофреквенции, кои што најби помогнале на женските за влажност, односно за младост на вагината. Навистина ласерите може да придонесат за такво нешто? Уште не се признаени од, мислам, официјално од Сдруженијето за полова медицина, односно на начин да не предизвикуваат повеќе штета отколку корист. Знаете, сега ласерот е чудежно за лечење на инконтиненца, за подмладување на вагината, за различни примери. Меѓутоа, треба да бидеме реални. Не може да направат нешто ново од старо. По однос на бројот на партнерите, што ги има еден човек на овие простори, што велат истражувањата? Како изгледа тоа сега? Како изгледа сега? Мислите за бројка? Да, бројка. Јас мислам дека не сум правата. Дали има некакви истражувања? Што велат на тие конгреси? Како изгледа сега? Така. Јас не можам за македонциве да дадам бројка, зашто не сум толку долго време на овие простори за да следам во литература. Тоа мора да се направат истражувања и се правени епидемиолошки истражувања што кажуваат дека бројот на партнери 10 и повеќе, нели? Што на некој начин е очекувано, на некој начин тој период на полова активност се почнува порано, долго време се менуваат партнери, дури не се најде некој стален партнер. Проблемот се јавува тогаш кога не сме отворени. Знаете, во сексологијава се јавува еден тип на сега се препорачува тип на отворена врска или отворен брак, што рецимо јас ако го препорачам тоа би ме гледале малку чудно. Дефинитивно, да. Тука тоа е табу тема. Или кој имам рецимо пред себе пациент, не можам јас да предпоставам каква е неговата ориентација. Се работи со дискреција, со искреност, со отвореност. Очекувам да ми кажат каков тип на однос сакаат, дали имаат такви или други желби. Знаете, сега се е дозволено, се е нормално, меѓутоа пристапот е индивидуален. Индивидуален. До сега ви се случило да предложите отворена врска некому за да се реши проблемот со сексуалната немоќ? И дало тоа резултат? Не, јас лично немам предложено, се трудиме на некој поконзервативен модел да овие простори да се помогне. Истото и во Словенија, меѓутоа за работа со хомоориентирани пациенти постојат посебни психотерапеути кои што работат и на кои што ги праќам. Исто се работи за пациентиве кои што менуваат пол. Тие бараат исто психолошка потпора со посебно обучени психијатри кои што се бават со таа тема. Знаете, прво добиваат хормонска терапија, психотерапија
и дури на крај доаѓа хируршкиот дел за менување на полот. И моето последно прашање во денешната Телма амбуланта би се однесувало на тоа во кој момент оние што ќе забележат некаков проблем со својот сексуален живот треба да се обратат кај сексолог. Прво да се обратат на својот доктор. Тематичниот? Да. Се почнува од таму? Се почнува од таму. Или проблемот да се каже кај урологот, односно кај гинекологот. Зашто знаете, да се исклучат прво промените телесни на кои што може да помага класичната медицина. Дури потоа сум јас по високото скалило, односно таа инстанца кој ќе се согледа дека проблемот е и психички, постои психична компонента, тогаш да се пристапи на сексолог. А кога станува збор за жените? Кога станува збор за жените, приближно патот е исти. Некогаш пациентите одат на долготрајна психотерапија аналитичка и не наоѓаат решение за својот сексуален проблем. И тогаш самиот терапевт ги испраќа кај сексолог, зашто конкретно се работи на проблем, доволни се 3-6, да речем највеќе до 3 месеци сесија ако се сака да се помогне. Така, јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам што краткиот престој во Македонија го искористивте и да го снимиме ова интервју. Се надевам ќе им биде интересно на гледачите и да сватат дека сексологијата е нешто што се случува и на овие простори, дека не е само за Скандинавија, за Германија, на начин каде што е тоа многу повише развиено, се работи за многу поголеми вложувања, студии. Се надевам дека ќе се доближи до нашето население. Видиците треба да се отворат и треба да се свати дека сексуалното здравје е дел од нашето здравје, најнормално и доколку има некаков проблем, бара решение. Така е. Уште еднаш многу ви благодарам за гостувањето. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.